Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по Општество за прво одделение, заедно со мене, наставничка Зорица, ќе откриеме многу работи за самите себе. Исто така, ќе дознаеме многу работи и за другарчињата, со кои ќе го поминуваме првото одделение. Тоа е и целта на денешниот час. Да се запознаеме меѓусебно и да умееме да го слушнеме и почитуваме мислењето на другите. Ајде сега размислете зошто е потребно другарчињата со кои го поминуваме денот на училиште да знаат некои наши потреби, желби и интереси. Ајде размислете. Еве еден мој пример, јас ќе ви кажам. Јас, например, не сакам височини, значи малку се плашам од височини, иако мојата пријателка упорно ми настојува да се искачиме, например, на Самоиловата тврдина, секако јас нема да се чувствувам пријатно. Но доколку таа ме познава подобро, односно знае што сакам, а што не сакам, тогаш нема да го бара тоа од мене, значи ќе го почитува мојот страв и можеби ќе бара начини да ми помогне. Затоа, за меѓусебно подобро да се почитуваме и другаруваме во одделението, треба да бидеме искрени на овој час, кој што се нарекува тоа сум јас, час кога меѓусебно се запознаваме подобро. Но најпрво треба да ги подготвите овие работи што ги гледате на сликата. Еден голем бел лист, вашето наострено моливче и вашите дрвени боички. Сопри го видеото, подготви се, а потоа продолжи на она долго копче од тастатурата. На тоа сопираме, на тоа продолжуваме. Најпрво на листот нацртај се на средина себе си. Еве вака, момче, девојче. Откако ќе се нацртате себе си, под вас цртате една права испрекината линија, а над вас една празна звездичка. Лево од звездичката цртате еден зелен голем круг, а десно еден зелен голем квадрат. Лево цртате црвен помал круг, десно црвен помал квадрат. Потоа син голем круг, син голем квадрат. И најздола под испрекинатата линија цртате 3 помали жолти кругчиња, значи кругчиња со жолта боја, и во нив ги обележувате бројчињата 1, 2 и 3. Почнуваме со кажување на наши омилени нешта. Биди искрен секогаш спрема себе и пред твоите другарчиња, со кои ќе го поминуваш твоето прво одделение. Ученици, доколку умеете, на испрекинатата линија, еве оваа под вас, напишете го вашето име. А доколку не умеете, може да ви помогне некој возрасен. А секако дека ќе научите понатаму да го пишувате. Почнуваме со обојување. Која е твоја омилена боја? Кажи на другарчињата. Секој од вас, кога ќе го прашаат, например, каква боја блузичка сака, или каква боја топка, или балон, или играчка, вие веднаш знаете да одговорите која е ваша омилена боја. Затоа сопрете го видеото и обојте ја празната звездичка со вашата омилена боја. Тоа е оваа звездичка која што треба да ја обоите. А потоа продолжете. На сликата гледате, разгледате ја добро оваа слика, и гледате многу видови на детски игри. Некои се играат заеднички, некои самостојно, и сигурно секој од вас има своја омилена игра. Кажи гласно пред другарчињата која е твојата омилена игра, а потоа нацртај се ти како ја играш таа игра со другарчиња или сам во празниот зелен круг. Како умееш така, не мора уметнички, да ја нацрташ твојата омилена игра и потоа продолжи понатаму. Кога станува збор за храна, вие децата умеете да кажете: јас такво нешто не јадам. Или пак мене многу ми е тоа вкусно. Во празниот зелен квадрат нацртај една твоја омилена храна. Сопри, нацртај како умееш така, а потоа продолжи. На оваа слика гледаме 3 символи. Часовник, сонце, месечинка. Часовникот е символ за утрото, сончко е символ за пладнето, а месечинката е символ за вечерта, односно ноќта.
Ајде сега да наброиме активности кои што ги правиме преку денот. Било напладне, наутро, навечер. Ајде. Играте. Па гледате цртан филм. Играте со другарчињата, се забавувате со родителите, одите на гости, пишувате домашна. И верувам дека ќе наброите уште многу други активности во денот. А сега, кажи гласно на другарчињата кој е твој омилен дел од денот. Утро, пладне или вечер. Нацртај еден од овие 3 символи во црвениот мал круг. Доколку го сакаш утрото, нацртај часовник, ако омилен дел ти е пладното, нацртај го сончко, а ако омилен дел ти е вечерта, односно ноќта, нацртај ја месечинката, сопри и продолжи понатаму. Еве друга слика. Вие децата многу сакате да гледате цртани филмови. Некој обожава да го гледа Маша и Медо. Некој Том и Джери. Други пак сакаат да го гледаат Супермен. И многу други јунаци од цртани филмови. Сега, сопре го видеото и кажи гласно пред другарчињата кој е твој јунак и јунакот од твојот омилен цртан филм. Така, нацртај го во синиот квадрат, големиот син квадрат. Нацртај онака како што умееш, а потоа продолжи со активностите. Дали знаете кое годишно време е сега? Кога поаѓаме на училиште? Есен. Еве го символчето на есента се заврти. Есен кога паѓаат лисијата на дрвијата, кога подготвуваме зимница, кога преселните птици се враќаат на југ и така натаму. После есента, кое годишно време доаѓа, дали знаете? Зима. Ова е символче на зимата. Ајде сега вие наброите што се случува во зима. Врне снег, доаѓа Дедо Мраз, имаме зимски распуст и така натаму. А по зимата доаѓа шарената пролет. Што е во пролет? Што се случува во пролет? Се е зелено, рацветано, мирисно. Птиците доаѓаат повторно кај нас, дува тивкото ветре развигорче. И на крај, учебната година завршува со кое годишно време, дали знаете? Летото. Што во лето? Ајде да набројуваме дали знаете што се случува во лето. Почнува летниот распуст, многу е топло, одиме на одмор, јадеме секакво овошје и многу други работи. А ти најмногу го сакаш кое годишно време? Пролет, лето, есен или зима? Кажи им на твоите другарчиња и представи го тоа со еден од овие претходни символи во црвениот мал квадрат. Нацртај едно твое омилено годишно време. И помини на следната активност. Можеме да кажеме дека на сликата е цело животинско царство, домашни, диви животни, миленичиња и слично. А дали ти имаш домашно милениче или пак би сакал да имаш и да се грижиш за него? Кажи им на другарчињата кое е твое омилено животно, а потоа нацртај го во синиот голем круг, онака како што можеш. И дојдовме до последната активност за цртање. Останаа за пополнување уште 3 жолти кругчиња долу, обележани со броевите 1, 2 и 3. Еве овие 3 жолти кругчиња. Што треба да направите? Во кругчето со број 1 нацртај кој те прави најсреќен. Кој те прави најсреќен? Тоа нека го слушнат прво твоите другарчиња. Под број 2 нацртај од што чувствуваш страв, а во кругчето жолто со број 3 нацртај кога си тажен. Од кога ќе бидеш готов, помени на следниот слайд. Ученици, ги завршивте вашите прекрасно пополнети листови, кои што со право може да речеме дека се ваши ученички лични карти. И доколку сте во училница, тие би ги поставиле во едно од нашите изложбени картчиња, за да може секој од вас слободно да си ги разгледа, да се присетува што го интересира за некое другарче
Еве вака, например, може да бидат поставени, вие да поминувате и да ги разгледувате, а доколку овој час заедно со наставничката го реализирате по електронски пат, тогаш споделете ги вашите пополнети листови електронски со другарчињата на начин на кој што ќе се договорите со наставничката. И сега следуваат прашања. Дали бевте искрени? Како се чувствувавте кога требаше да кажете нешто за вас? И што запомнивте за другарчињата? Ќе видиме сега. Дали запомни барем некое другарче на која омилена боја му беше твојата? Имаше ли некој со кој што би ја поделил твојата омилена храна, бидејќи тој кажа дека ја обожава? Се присетуваш ли на некој другарче што ја кажа истата твоја омилена храна? Запомни ли со кој другарчиња ќе можеш да играш играта што ја сакаш? И имаше ли другарче што чувствува страв исто што и ти? Кое беше неговото име? Доколку одговори на овие прашања, значи внимателно и со интерес си слушал што кажуваат другарчињата од твоето одделение за себе. А воспротивно, ќе мора да се ослободиш малку, да другаруваш малку повеќе и љубезно да ги прашаш што те интересира за нив. И на крај, домашна задача, нацртај ги сега оние работи кои помалку ги обожаваш или пак воопшто не ги сакаш. Боја, храна, игра, кој цртан јунак не го сакаш, кој дел од денот не ти е омилен, годишно време што не ти е омилено и животно од кое што се плашиш. Но, кога би те прашало некој другарче зошто е тоа така, мора да имаш образложение. И сега, додека ја изработуваш домашната задача, пушти си ја песничката Весели дечиња на символчето за звук подолу. Еве овде, слушајќи ја песничката, полесно ќе ја завршиш твојата домашна задача. До видување, до следното видување.